Почитувани, добар ден, ја гледате Црвена линија. Денеска не во 5 до 12, туку во 12 и 5 минути Сојузот на синдикатите на Македонија символично покажа дека е доцна и ја започна јавната седница пред работничкиот дом, изразувајќи незадоволство од ниските плати и барајќи зголемување на минималната плата на 500 евра. Седницата продолжи пред собранието, Стопанската комора и заврши пред владата. Председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Слободан Трендафилов истакна дека владините политики се на штета на работниците и дека зголемувањето на минималната плата е неопходно за покривање на основните трошоци и преживување на работниците. СДСМ ја поддржува иницијативата за зголемување на минималната плата на 500 евра, нагласувајќи дека тоа е потребно за подобрување на животниот стандард на граѓаните. А од друга страна, ВМРО ДПМН ги обвини синдикалните лидери за високи примања, доведувајќи ја во прашање нивната искреност во застапувањето на работничките права. Останува прашањето дали синдикалните лидери со високи плати се пречка за зголемување на минималната плата за останатите работници, дали намалувањето на нивните примања би ја задоволило опозицијата. И еве некои логичко-математички прашања за едно 4-члено семејство. Дали може да се преживее со 2 минимални плати? Дали може да се преживее со 2 просечни плати? Дали може да се преживее со една пратеничка плата? Дали може да се преживее со една плата на избран или именуван функционер? Мала помош околу одговорите. Каде во прашањето се споменуваат 2 плати, одговорот е не. А каде се споменува една плата, одговорот е да. А денеска темата во Црвена линија е: дали од Сојузот на синдикати на Македонија бараат преку Леп Погача со 500 евра минимална плата? А секако подсетуваме дека треба задолжително да не заследите на Instagram Story. Секако очекуваме од вас да ги добиеме одговорите и на денешната Instagram Story анкета. Нашиот профил е Црвена линија на Instagram, но секако заследете го и профилот на Телма телевизија, доколку не следите и таму, и одговорете на денешното анкетно прашање. Дали би работеле за 24.370 денари минимална плата? Како што гледате, имате 2 полиња за одговор. Едното е да, другото е не. Кој е вашиот одговор? Кликнете на полето, ќе собираме во проценти. Секако и конкретно ова издание ќе ги соопштиме и резултатите од анкетата. Продолжуваме со прилогот на Огнен Чанчаревиќ, а потоа почнуваме со вас. Повисок минималец и повисоки плати или штрајк и протести. ССМ ги повтори и ги испорача барањата и условите на денешниот протест или, како што најавија, јавна седница на раководството на синдикатот, која се одржа пред собранието, Стопанската комора и владата. Минимална плата од 500 евра и сите избрани функционери, над 1000 на број, заедно со раководството на ССМ, на минималец во наредните 12 месеци, како изголемување на платата на сите вработени во Македонија за 100 евра. Ова едногласно беше изгласано од ССМ, а потоа и побарано да го изгласаат пратениците во собранието. Непочитувани пратеници, 120 вие, 300 ние. 3 пати повеќе од вас. Денеска дојдовме тука да побараме од вас да донесете одлука минималната плата да изнесува не помалку од 500 евра и да се зголемат сите останати плати за 100 евра. Пратениците да бидат на минимална плата до наредното зголемување на минималната плата. Кој е за? Зголемување на платите на сите работници во приватниот сектор за да се спречи нивниот екзодус е едно од барањата кои беа испорачани пред Стопанската комора. Стандардот на граѓаните и работниците мора да биде подобар, порачаа синдикалците. Од мене, почитувани работодавачи, имате една порака. Уа! Уа! Зголемете ги платите затоа што немаме резервна држава. Ке си одите вие од Македонија, не ние. Упатуваме апел до овие работодавачи, најголемата Стопанска комора во Македонија, да излезат и они овде со нас и да им кажеме дека повеќе нема да работиме за тие мизерни плати.
Верувајте, младиот работник, тинеџерот, за 500 евра не ќе ни да помирисна компанија да дојде да работи. Владата не смее да одлучува за работниците без да ги вклучи работниците во процесот и доколку тоа не се смени, ССМ најавува генерален штрајк и протест. Првата влада во историја на Македонија која реши 129.000 вработени во јавен сектор кои зависат од минимална плата да ги остави да ги изедат газдите од приватниот сектор. Со 1890 денари во управа и правосудство 98% моментално вработени се под просек. Ако тоа не е срамота, не знам што е срамота. Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши вели дека секој има право да излезе на улица, но синдикатот може да поставува барања само на седниците на економско-социјалниот совет, чија работа во моментов е во прекин, бидејќи трае процесот на утврдување на репрезентативноста на ССМ. Синдикатите веќе им истекна мандатот и веќе не се репрезентативни. Ние како влада го формиравме комисијата која требаше да утврди репрезентативност на синдикатите. Таа комисија веќе работи. Одма кога ќе се определи кој синдикат ќе биде репрезентативност, јас одма ќе го свикам седницата на економски и социјален совет и синдикатите треба таму да ги кажат своите барања, а не на улица. На денешниот протест од синдикатот побараа владеачката ВМРО ДПМН да запре со притисоците врз членството и раководството. Тоа беше прилогот на Огнен Чанчаревик. Сега ве покануваме сите вас, се разбира дека токму вие како граѓани сте оние кои што ја креирате црвена линија. За учество во црвена линија, ова се однесува особено до оние кои што за прв пат, верувам, ќе имаме и такви ќе посакаат да се вклучат во денешната дискусија на денешната тема. Доволно е да го завртите нашиот добро познат број 023070005. Ве замолувам од технички аспект задолжително да биде целосно и намален тонот на ТВ приемникот, за да можеме добро да се слушнеме, а оние 90 секунди кои што се предвидени за едно јавување секако да не се трошат во однос на тоа каков е квалитетот на разговорот, односно да немате чувство дека некој друг зборува наместо вас и дека не сте вклучени, па ете и да се убедуваме во однос на тоа. Така да тоа е единственото техничко правило, намалите го тонот на ТВ приемникот, а завртете го веднаш телефонскиот број 023070005. Црвена линија секако ве потсетува дека активно учество во секоја тема, па така и во оваа денешна можете да земете со активно учество и преку социјалните медиуми. Доволно да отворите на Facebook, да не заследите нашиот профил е Црвена линија, но и профилот на телевизија Телма. Ајве како изгледа нашата објава таму, како и секогаш низ фотографија и графички приказ, поточно Црвена линија ја поставува темата. Сојузот на синдикати на Македонија до владата: не одлучувајте за работниците без работниците. Секако имате и кус опис на денешната тема, но и прашањата, еве дали сметате дека Сојузот на синдикати на Македонија бараат преку Леп Погача. Ќе го поставиме до сите вас и анкетното прашање, тоа дали би работеле за 500 евра минимална плата. Добар ден. Да, добар ден. Повелете, кои се вашите одговори? Поздрав до вас и до телевизија Телма. Големо благодарам. Искрено да ви кажам, јас сум човек 70 години кусур. Ова што се случува денески е срамота за една демократска држава. Ќе речете зошто? Затоа што Сојузот на синдикатите на Република Северна Македонија не ги планира државата. Не ги планира владата. Не ги оснива собранието. Туку се тие само инициативи организираат по сите фирми кои што работат, а ние од тие работници зависиме. Не зависиме од владата и од собранието. Зависиме од работната сила во Република Северна Македонија. Тие одвојуваат средства за сите социјални структури, за пензионери и така натаму, со тоа што денески го слушаме министрот за економија кажува дека репрезентативните синдикати не постоеле. Репрезентативен синдикат во Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија. А тие
синдикати кои што се приклучени во Синдикатот на Република Македонија се членови на претседателството на синдикатот, а не на некој начин ние да ги заведуваме работниците. Никој не може со една минимална плата да преживее. Ви благодарам многу. И ние ви велиме големо благодарам. Токму со вашите одговори всушност ја започнуваме оваа дискусија со гледачите. Не заборавајте, до нас е доволно да се заврти телефонскиот број 02307005 и ве подсетувам, пишувајте коментари и споделувајте на Facebook, на профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија, бидејќи коментарите ќе ги читаме меѓу вклучување на гледачи. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Па дали еве Видите, господице, ја не сум 70 години, јас сум 80. Меѓутоа, жално и срамно е, што тај синдикат не рачунаше од 90 година колку луѓе испомрува, колку фабрики се затворија, кои луѓе се исподија, кој ајде учишта Арамија од Скопија, кој злоупотреби цела Македонија, бе, сите фирми, сите ги упропастија, кој синдикат сега работи кога жале, бе, кога требеше тоа што здаваа цела Југославија градеше, бе, наеднашка за 10 години Арамија да учишта упропастија. И како не су се врđан, јас сум Република Македонија, гордо се гордеам, со сум македонец, не сум се врđан. Се извинувам, едно прашање кое што воедно ни е анкетно, дали би работеле за 500 евра минимална плата? Работи у Скопска пивара, кој купи Скопска пивара? Кој купи сега у Кавадарци циквеш? Тоа се ајде учишта на владејачка претходната влада. Кажете ми, еве, тоа не е анкетно прашање, би работеле ли за 500 евра минимална плата? Дали се уште го имаме гледачот? Благодарам многу за одговорите. Секако еве една напомена, ве молам да се држиме до темата. Денес Црвена линија има конкретно прашање до сите вас, секако еве, прашањето е едноставно, а тоа е дали според вас Сојузот на синдикати на Македонија бараат всушност преку Лепа Погача и секако еве можете да видите, испишано беше анкетното прашање кое што е објавено, ќе подсетам и на Инстаграм, ако не следите таму можете да го одговорите и да учествувате како и останатите кои што не следат. Прашањето останува дали би работеле и за 500 евра минимална плата. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Убав ден, повелете ве слушам. Одговарам на прашањето. 500 евра зависи за кои работни задачи. Ако се многу посложени, не се испаќа да работиш за 500 евра. Ако работиш в хигиенчерка, што немаш никаква одговорност, да, би работила за 500 евра. Второ да кажам дека синдикатот никој пат не е бил на страна на работникот. Кога Македонија беше во состав на Југославија, кога се пожалија, јас да работев у Гроз Струмица, кога се пожалија вработените до синдикат, това беше представник од синдикатот, ке се одеше кај директорот, ке го напомня сокови мастика и ке се одеше. Ке ги кажеше кои се незадоволни и тоа што работници беа на удар на одговорните. После кога стана приватизацијата, дојде еден тамо. Не знам дали не го или како што е. 12 години јас имам работено секоја сабота за дневница за половина леп, парче салама и парче сирење. Ние се желивме до синдикат. Никој не мрдна со прст. Јас не знам зашто синдикатот сега овој што е се држи до владата. Зашто не оде да провере во сите работни организации како тие луѓе, како се пријавени, дали на половина работно време, дали како ми се плаќа, дали цела плата оде на сметка или половината е на рака, половината е на сметка, или па таа што е на рака па мора да ја вратат назад. Тоа треба да го следе прво синдикатот, а после да се држи за владата. Благодарам многу и секако една напомена за останатите гледачи, внимавајте на тајмерот кој што одбројува 90 секунди. А еве ќе потсетиме и како изгледаме поточно на Инстаграм.
Подсетувам сите вие кои што не следите, заследете не само во однос на учеството на денешната анкета, туку и во секоја наредна на црвена линија. Денес конкретно прашањето на Instagram Story е дали би работеле за 24.379 денари минимална плата. Имате две опции за одговор, верувам ке можеме повторно да покажеме, може би некој подоцна се вклучија, така да доволно е да кликнете на полето кое што е вашиот одговор и се разбира, подоцна ќе ги сумираме резултатите во однос на проценти. Ке може ли да ја покажеме анкетата? Еве како изгледа тоа така, еве го конкретното прашање. Па, драги мои, еве активно учество очекуваме и на социјалните медиуми, секако и на Facebook пишувате коментари, но и директно вклучување во црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете ве, слушаме. Миси Тренашки од Богомил, од подножието на Капино. Видите, во овој синдикат си имам ја некој поверење. Затоа што ја кај справам во мојата фирма како дојдо, ние почнавме да идеме да напредуеме. И оваа тема, како што е поставена, дали СНС бара преку лебот погача, овој СНС, значи моментално што е тука, ја имам доверба во нив. Немам доверба во тој што ви ја поставил темата. Дали преку лебот погача, можел другачие малку да крсти, дали СМС се бори за работниците и работничките права. Значи, уредник ли вие, кој вие, што вие, нека иде на система. Еве, тоа е и пораката, еве сега ве прашуваме дали се бори конкретно на вашето прашање. Да. Добро, а еве дали би работеле конкретно, еве ја и сумата, за 24.379 Не работам ја за тие пари, ја многу повише работам, само што имавме проблем во фирмата и многу повише заработувам. Значи не би работал, не би се будал са ваје за тие пари. За 24. Убаво им кажа човекот таму и они да ги зема тие 500 евра плата. Овој синдикат се залага, барем до сега. Највише. Барем до сега. Благодарам многу за учеството и секако за вашите одговори, а еве како што и одговоривте, верувам дека е повеќе одјасно прашањето денес во црвена линија. Останува исто, секако ако еве и од гледачот сметате дека треба да одговорите и на неговото прашање, секако сме расположени да ве слушнеме како граѓани и денес како работници. Па продолжуваме со црвена линија да видиме какви ќе бидат следните одговори. Добар ден. Ало. Повелете, во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. На телефон е една, да не кажам, професорка. Меѓутоа, професорка настаната со помош на државата, на општината Куманово. Зато сум бескрено благодарна. Инаку без тоа немаше, да не кажам, ниту корка леп да јадам. Бидејќи мајка ми остана вдовица на 38 години, татко ми почина, иако беше ранет во војната, ништо не доби, само доби болести. И ние 3 деца, значи јас само знам како сум преживеала и на моите другарки кои што ме примале кај нив, кои што ми давале да јадам, исто така сум им благодарна. А инаку ќе кажам, значи јас сум дете на работник кој што работел надничал, работи во некоја фирма 3-4 месеци па ги стера, така беше тогаш. Повторно се вработи, повторни се работа, да би на крај морал мотика на рамо, забајле во 5 часот да стане, да иде да копа цел ден и да се врати гладен, па дури ќе ни донесе нешто, ако му дале таму за јадење, ние да јадеме децата, тој гладуваше. Значи, да, ќе работи за 500 евра. Што ќе прави човекот ако нема ништо, ни пријатели, ништо кој да му помогне да го вработи некаде? Значи, ова, место да идеме на подобро.
Благодарам многу за учеството и за вашето споделување на ставовите со гледачите на Црвена линија. Секако напомена, внимавајте на правилото врзано за време. Траењето на едно јавување, 90 секунди се определени за секое едно во Црвена линија, но еве и ве охрабрувам сите вие кои што сакате нови дополнителни 90 секунди, секако повторно можете да го завртите нашиот број. Пишувајте и коментари на Facebook, ќе ги читаме, но еве да ве потсетам на круцијално важното етичко правило на Црвена линија. Се разбира да се внимава и на културата на употребата на зборовите. Што значи тоа? Да бидат изоставени зборови кои што се вулгарни, пцости, секако исклучен е апсолутно и говорот на омраза и говор кој што алудира на насилство. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден, во Црвена линија сте, повелете. Дали би работил за 500 евра? Па конкретно е 24.000 денари, 379 денари. Да, би работил. Еве зашто. Ми работев во Макдоналдс во Германија за 1500 евра. Ама се 1000 евра ми беа за едно сопче да плаќам, па туширање, па ова, па трошок. Нико ќе видиш ми останува 500 и си дојдов. Зашто си дојдов? Си дојдов затоа што само што името дека бев во Германија. Меѓутоа ќе се повикам на една друга работа. Шуберти Кромбет во Битола. Зашто вие како новинари или тој синдикато или во Прилеп во Гентер, зашто не појде таму? Кој ја прати сега ве платата, просечната плата од фирмите? Луѓето му треба, еве 500 души бара во Битола, 200 отворен, колку 200 во Прилеп. Не може луѓе да најдат. Никој не ја следи таа 24.379 денари што ја пишувате. 43-45, ако се саботи недели додатно му се плаќа, само неред да се прави излег за синдикатите. Кај бе синдикатите што рече човеко, уште ко се растураше фирмите кои ни се растураат деки. Сега ќе ни каже синдикати, подујани од пари, платена функција синдикат. Ма не. Благодарам многу за одговорите. Подсетувам, само внимавајте на тајмерот и секако на говорот еве во коментарите за да можеме да ги прочитаме. Изоставете ги погрдните навредливи зборови и секако изоставете го говорот на омраза и говор кој што алудира на насилство. Добар ден. Ало, добар ден. Па еве да ги слушнеме и денес дали според вас Сојузот на синдикати бараат преку Леп Погача. Видете, синдикатот не е председател, синдикатот се работниците. Ако работниците спиеле на времето, синдикатот не е виновен. Ако они чекале некој друг да им ја заврши работата во Бусија, тога се зезнале, да ти кажам правотина. Ја активно сум учествувал во сите случаи на мојот синдикат од 96-та година, да ти кажам право. Јас сум еден од тие 50 души што му искочија на Бранко Црвенковски пред влада. Дали ме разбирате? Што на Чокревски му правевме штрајк. Му рекол неќе ти направиме штрајк ако не го потпишеш колективниот договор. Па сега бевне под притисок. Па бевне под притисок. Ама машки издржам, да ти кажам. Дебека ме следила до пензија, ја никогаш не добив подобро работно место сем улица. И што да правам са? И да плачам цел живот за тоа што ми се случувало. Меѓутоа, затоа сега ги уживам придобивките од таа борба. И моите колеги ги уживаат. Сега дали ќе ги задржат, тоа зависи од нив. Меѓутоа, дека ниедна влада не сака да синдикатите, да разговара со синдикатите, тоа е факт. Затоа и се трудат да ги раздвојат, како што се раздвоени сега. Па нели е срамотно сите збориме за овие 24, а УКОС потпишал спогодба за 15.000 плата минимална, да ги прашам. Со кој паметој нивниот потпишал таков договор за нето 15.000 плата? Колективен договор потпишува. Ај кажете ми го тоа. Тоа времето кога се спиело, се завршило, затоа и дојдовме да се случи таа приватизација, затоа што работниците. Благодарам многу за одговорите. Почнуваме со читање и на коментарите. Ке почнеме со коментарот на господинот Икс Ариевец на Facebook, кој што напишал, а да ги прашате вие од Црвена кај беше синдикатот, дали може да покажеме, се извинувам,
да ги прашате ви од Црвена кај беше синдикатот да излезе на улица кога парламентарците си ги покачија платите. И сега се глупирате со ова, дали сакате плата од 500, всушност ке подсетиме дека Сојузот на синдикати на Македонија всушност бара минималец од 500 евра. Црвена линија во анкетата прашува дали би работеле за 24.379 денари минимална плата. Се враќаме на коментарот на X Ариевец. ЦЦЦ кој не сака ама. Значи прашањето да биде кај беа тогаш синдикалците всушност кога парламентарците си ги покачија платите. Добро, благодарам за коментарот. Продолжуваме со гледачите во живо и подсетуваме, пишувајте коментари, ќе ги читаме меѓу вклучување на гледачи. Добар ден. Добар ден. Па кои ќе бидат вашите одговори на денешните прашања на Црвена? Видете вака, и 500 евра се малци. А камоли оние 400 евра. Колку идат? 24.379. 410. Значи 405 евра. Значи тоа е резилум на резилите. Значи овде работникот буквално се експлоатира до дасли. Ако земе, што се имат овие што треба да го исплатат работникот, кај што работи работникот, што се имат од капитал, па ја купија цела Грција, бре луѓе. Вие сте свесни дека цела Грција се е наше таму. Сите апартмани таму се прават апартмани на големо. А апартманите носат пари летото. Луѓето, овие што се ситни фабриканти, што ти ја знам, и дури и некои со работилници, имат по цели згради има таму направено во Грција. И што? Малце многу биле 500 евра за еден работник, да се исплати еден работник. Срамота. Срамота е, резиле. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Останете со нас, продолжуваме со гледачите во живо. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам. Повелете. Благодарам пак. Јас прво да прашам, дали оние што си ги качија личните доходи 78% и има над 3000 примања, значи дали се тие членови на некој синдикат и дали се борат за синдикалните права? Ако има некој да ми одговори после ова. Второ, значи синдикатот како синдикат се додека не се обединат меѓу себе. Синдикат на здравство, синдикат на школство, синдикат на... Тие мора да се обединат да бидат единствени во барањата. Дури и да се помагаат кога едниот или другиот синдикат штрајкува за одредени права, значи и другите синдикати да излезат со нив и барабар што се вика да штрајкуваат. На овој начин дури толку ќе биде силен синдикатот како што некаде во светот работа синдикатите, дури можат и влада да срушат ако треба. Сега во однос на ово што викате, дали за 24.000 денари би работел некој? Многу луѓе работат, јас што ги знам, многу работат, затоа што мора да работат за толку, затоа што и тие че ги нема што да однесе дома. Значи, фактички се принудени да работат со уцена. Фактички тоа е за мене уцена, но не е обврска, него уцена е. И сега, што да прави? Еве, имам пријател, вика, имав 24, сега газата ми вика, ако сакаш за 20 да работиш. Што да прави се тој? Ако оди дома и тие че ги нема. И затоа мислам синдикатот треба да се земе работата во... Благодарам за одговорите. Секако и за учеството. Подсетувам, мерете го времето, го објавуваме тајмерот, 90 секунди е едно јавување, но и ќе посетам секогаш сте добре дојдени и повторно да го завртите нашиот број за нови 90 секунди. Продолжуваме со вас. Добар ден. Поштување, госпожа Тина. Огромна почит и до вас. Имаше една емисија пред 40 години, една емисија Тражили сте, гледајте, или по македонски, ајде, баравне и си најдовте. Не ни чинеше Југославија, не ни чинеше синдикатите.
Таму одморалишта немаше фирма или фабрика кај што немаше одморалишта. Дали Купари, дали Охрид, дали Доријан, дали таму Дубровник, натаму немаше. Имаше синдикат, синдикатот тога се залагаше за работникот. Сега од кога дојде транзицијата 92-3, почнувајќи од синдикалецот Муратовски, па до последниот Тренофилов, па да не ги брам, Толевски, Митревски, сите тие, све се за нивно корист. Кој синдикат? Еве пред некој ден минимална плата, што викаш дали би работеле, не знам на која телевизија една госпожа што кројат лозе, сега теке на кроење. 19 дарки има. Кај е тој минимум? Кај е тој синдикатот? Кај се тие инспекции да рече, чекај бе, колку ги плаќаш ти? Све е гола вода тина, со сета почит на сите ваши телевизии, никако ајр нема од тоа телевизиите што земоме. Никој не слуша, некој вика, абе слушаат, никој не слуша. Јас ви кажав вчера решењето, само друг да не води 10 години да дајме државата на некој, па да видите и синдикат ке проработи. Благодарам за одговорите и еве сега кога ќе барем за она што сме сигурни кога станува збор за црвена линија, и како се слуша, односно добро се внимава и слуша какви одговори даваат граѓаните, така да немојте да мислите дека е бадијала. Но и драго ни е еве што има секогаш во голем број и секако ги охрабрувам денес и оние кои што досега ама воопшто не се јавиле во контактна емисија како што е црвена линија да се јават. Денеска ве прашуваме не само како граѓани, туку и како работници. Дали сметате дека Сојузот на синдикати на Македонија бараат преку леп погача со тоа што бараат минималната плата да изнесува 500 евра, а ќе подсетиме дека црвена линија анкетно прашува на Инстаграм и дали би работеле за сумата од 24.379 денари. Добар ден. Добар ден, Тина. Игор од тоа поздрав до вас и до телна телевизија. Голем поздрав, Игор, и до вас. Вака, јас мислам оти најпаметното решење на Македонија беше криминало и корупција да се реши, цивилизацијата и кражбите и лажењето. Да не лажат луѓето, да не лажат и кражбите, да не крадат. Например, ако синдикатот зема 500 евра, да не бара, не е синдикатот, туку некоја фирма која да не крадат во фирмата. Например, јас кај што работам, од мене користат се, од мене дај ми ова, дај ми на Игор, пиши го на Игор Чозаровски сметката. Ама добро. Значи, 500 евра мора да кренат Тина, Македонија да кренат прво главните, синдикато, министрите, председатело, мора да кренат тие, за да крени минималецо, поќе, за ние од оздола што сме да крениме поќе пари. Од јас ако речам 500 евра, јас шо сум да речам 500 евра, јас болен човек, сам живеам и да речам 500 евра не можам. А министерот може да речи 500 евра или пратеникот може, така мислам да крени 600, 1800 и милиони кусуро да земи може. Ама ние долу не можеме и така. Големо благодарам, Игор, за вашите одговори во ова денешно издание на Црвена линија. Останете со нас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добро, да не биде да ме слушат. Дали имаме некого на линија? Добар ден. Добро, јас ќе преминам на коментарите, пристигнува, така да ако имаме некого на линија, верувам дека и добро ќе се слушнеме. Продолжуваме со коментарот на господинот Урце Цветковски. Еве што напишал. Платите треба да растат. Овие 1800 денари се смешни заради енормните поскапувања на се. Пред избори власта ветуваше мет и млеко, а сега ги подценува работниците.
Подршка за Сојузот на синдикати на Македонија во борбата за пристојни плати, а срамота за пратениците од типот на Брано Петрушевски, кои имаат огромни примања од илјадници евра месечно, а ги навредува и синдикатот и работниците оти побарале повисока плата. Благодарам господине Цветковски и вам за учеството во оваа денешна црвена линија преку коментар на Facebook. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Имам едно прашање само. Да, благодарам. Дали може и зошто не сакат пратениците да го изгласат законот за конфискација на имот? Ништо више. Не треба во оваа држава друго. Конфискација на имот. Добро, а еве во однос на темата како работник, кои ќе бидат вашите одговори? Не, што, џабе, тоа да си правиме од празно во шупло. Тоа е се? Да, благодарам. Добро, иако бевте екстремно куси, секако бевте доволно јасни. Благодарам и вам за учеството во црвена линија. А ние продолжуваме понатаму, подсетуваме денес црвена линија. Ва прашува дали од Сојузот на синдикати на Македонија преку ЛЕП, всушност бараат преку ЛЕП погача со тоа што бараат минималната плата да изнесува 500 евра. Добар ден. Да продолжам таму кај што застанав. Да продолжите, повелете. Не можам да разберам владата, а и некои постари јавувачи, кога ги имаме сите сигнали дека имаме проблем со младите, а не проблем со постарите, проблем со младите, дека упорно ја збориме нешто или го, да не кажам, контрираме. Државата ветуваше дека до април месец ќе го среди проблемот со докторите, со специјализантите. Ни ал, ни абер. И после се лутиме зашто ни бегаат докторите. Еден државен орган го поништи конкурсот за прием на 600 млади луѓе. Знаете зошто? Затоа што немаше доволен број за селекција. Значи сигналот минималната плата што се дава во тој таму државен орган не е веќе доволно примамлив за почетна плата за еден млад човек од 25 години. А едно време таму се даваше мито 5000 евра за да се влезе и имаше наплив од 6000 кандидати. Дали ме разбирате? Значи државата повлече конкурс. Од друга страна збориме, знаете, намалене наталитетот во државата, младите бегаат. И сега некој ќе, тога се поставува прашањето зошто сето тоа се случува, сакаме да прашаме. Дали некој ќе направи анализата? Значи проблемот се тие ниските плати. Да не збориме за правната сигурност и се останато во општеството. И сега се поставува прашањето кога ќе ми се јават некој од Прилеп и од Битола. Благодарам, Љупчо, за повторното учество во црвена линија. Продолжуваме да видиме какви одговори ќе слушнеме на 02307-0005. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали су на линија? Да, во црвена линија сте, повелете. Сега вака јас се зборувам. Ова вас има мнозинство. Подхитно треба да изгласа закон за потеклото на имотот. Значи, јас сум еден од оснивачите на ВМРО. Значи, ВМРО владееше 12 години. Овој што е бандитот, таа банда околу него што беа, и избега во Маđarска. Значи, за Скопје 2014. Тие згади по крај Вазар, сите се правени без дозвола и тоа е трушно подрачие. Тоа ќе биде още поголем проблем. И после на повторно судење да се дадат Мијалков и Здраев и сите тие и од ВМРО-то и од СДС. Ајде, според вас на тема, се извинувам, на тема, дали може да ми дадете одговор во однос на барањата на Сојуз на синдикати на Македонија? Дали се уште... Кажуваме, како има они 80% пат да се ја покачат. Значи, управо се синдикатите.
Значи и онај Мијалко што го праве кој тие хотел у Охрид, тие пари да ги даде за аграрното земјоделието. Значи ние имаме еден олигарх го уништи лозарството, масовно го и копачат лозовите насади во кавараци. И тие човек во ситно треба да го кривична пријава, да му се подбаси и да го апсат. Тоа е сето Јаневски. Благодарам многу за одговорите. Сега кога подсетуваме конкретно прашањето на Црвена линија денес е дали според вас почитувани Сојузот на синдикати на Македонија бараат преку леп погача со тоа што бараат 500 евра да биде износот на минималната плата. Ве префрлам во овој момент на Facebook, продолжуваме со коментарот на Џани Гултен, кој што напишал: здраво, би сакал да прашам дали овие пратеници што ги плаќаме би работеле за 24.000 плата, доколку не се пратеници. Ај нека си ги смалат апанажите и платите, а би платиле струја 15.000 просек. Како што е сега да се прашат како му е на народот, а не клати врата, земај плата. Благодарам многу и вам, господине Џани, за учеството со коментар. Пишувајте. Добар ден. Дали... Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. И јас исто сум од Кавадарци. Поздрав до кавадарчани. Да, и јас сакам да кажам да го подржам синдикатот, бидејќи и ја работам за минималец. Во тоа минималното не се расуда ни на труд ми даваат, ни ништо, само тоа е чисто 22.500 денес беше, сега е 24 таму и 400, и за тоа го сакам да го подржам синдикатот. Тоа е. До гледање. До гледање, благодарам. Еве и вие бевте покуси од предвидените 90 секунди, но секако сосема јасни. Останете со нас, продолжуваме со гледачите. Ве подсетуваме, денеска Црвена линија прашува дали според вас Сојузот на синдикати на Македонија бара преку леп погача со 500 евра минимална плата. Тоа да биде износот. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот веднаш. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Го намалив. Така, продолжете, ве слушаме. Ова што се гледа на екранот од 500 евра минимална плата, мислам дека нема да се оствари, затоа што ССМ е во дослуг со власта, во било која власт, и јас сум член во таа синдикална таква, меѓутоа и во независен синдикат бев член, денеска се откажав од сите тие активности, бидејќи само влечат нивни бенефити, нивните плати одат на 800, може и 1000 евра. Работникот работи само со кал на ноктите, земјоделие, и да не зборувам и понатаму. Ова што они го мислат, не го постигнават. Народот е огорчен околу таа работа. Јас се јавам од Евгелија Благодарам што ни се јавивте од Гевгелија и ве поздрав и до сите оние кои што не гледаат од овој јужен сончев град. Сега кога одиме повторно на Facebook, пристигнуваат коментари. Следниот е на госпоѓа Мимоза Алексовска, која што напиша: не би работела, бидејќи сум сработила за повеќе.
Прашајте ги пратениците дали за тие пари ќе ни ја оправат државата, бидејќи како што гледаме со многу повисока ја испуштија. Благодарам и вам, господја Мимоза, за учеството. Продолжуваме со гледачите во живо. Добар ден. Дали се слуша? Ало? Добар ден. Добар ден. Повелете ни убав ден. Убав ден и вам. Дали од ССМ бара преку леп погача со 500 евра минимална плата? Не. Тално на работникот не е доволно платен. Па и работникот не извршува работи кои што треба толку да му се платат. Тие што се на лента, што работат во фабрика, само тие знаат како поминуваат, а другите не. Синдикатот каде беше пред 8 месеци? Заев обеќаше уште пред 3 години дека до крајот на мандатот ќе биде 500 евра плата. Ја турили? Не. Сега пратениците ни се криви, министерите ни се криви, директорите ни се криви. Ние сме криви. Што никој пат правилно правда не побаравме за обичниот граѓанин. Малку била пензијата. Со 15.000 се живеели. Не се живеа на 15 години имаш стаж, а вие има 44 години стаж. Како ќе биеме тука равноправни? Мажот взима 40.000, она взимала 15-55.000, а тие од их причини што не зедоа пензија, а само мажот взима 20, како тие поминуваат. Значи неблагодарен народ, неблагодарен. Благодарам, ние сме благодарни што бевте дел од ова издание на Црвена линија, ги споделивте вашите ставови со нашите гледачи, а сега е време да ги споделиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Заследете на Инстаграм уште во овој момент, бидејќи утре ќе има нов предизвик, нова анкета на која што ќе ни биде особено драго да дадете одговор. Еве како се одговори на денешното прашање, дали би работеле за 24.379 денари минимална плата. Со да одговорија 12%, со не одговорија 88%. Следуваат рекламите, потоа се враќаме во студио. Големо благодарам за сите вас кои што бевте дел од ова денешно издание на Црвена линија. Секако утре не заборавајте, повторно пред нов предизвик, нова тема за која што ќе зборувате токму вие. Сега во продолжение верувам ќе ми прозборат моите комши, не натикате, бидејќи во последно време јас ги најавувам, а од другата страна мок. Еве збориме Зборуваме, колешке, зрачиш нешто денеска, не знам до што е, ќе кажеш после. Може би сум радиоактивна, не? Додуша не многу зрачиш, се некоја синка те фаќа веројатно од канот, пошто свртено е се на кај нас, знаеш како е. Така, добро, ќе се видиме, ќе дојдам до кај вас и не сум радиоактивна, туку сум расположена да видам што гости имате денес. Се гледа тоа, се гледа, а ќе биде интересно